Првиот човек на Судскиот совет Зоран Караџовски не сакаше да го коментира посебниот извештај на СЈО во кој 4 суди беа искритикувани поради блиските релации со поранешната владеачка гарнитура. Караџовски вели го нема добиено и прочитано извештајот. Од неговата изјава произлегува дека како Судски совет не можат да покренат дисциплински постапки поради застареност. Со членот на советот поранешната председателка Александра Зафировска, Караџовски вели не се сретнал поради различните работни обврски, но затоа упати порака кон СЈО. Значи, јас ќе го разгледам, секако и сите членови ќе го разгледаме, се надевам ќе го најдеме. И, значи, тоа што го слушнав по медиуми, по портали, ми укажува на несериозно несување од страна на една странка во постапката, фактички, СЈО странка во постапката, начинот на пристап, меѓутоа сепак со резерва, тоа што го слушам по медиуми, повеќе би коментирал доколку ги имам сите факти пред мене. Председателот на Сдруженијето на судии Џемил Сејти детално не го разгледал извештајот. Не ми е познат контекстот на извештајот. Останува да се анализира, да се видат кои се следните чекори на СЈО. Мислам дека сите органи треба да ги преземат своите надлежности согласно законот. Јас ќе го потврдам уште еднаш ставот на Сдруженијето и мојот личен дека се залагам за независно судство, суди со интегритет кои ќе го покажат со својата работа. Иако гласаше против, судијата Џемил Сејти во Судскиот совет беше за да даде изјава во тричлената комисија, која што постапува по барањето за одговорност на 5 темина врховни судии, кои со мнозинство гласови му го укинаа притворот на бизнисменот Сејат Кочан. Сејти не откри детали поради тајноста на постапката. Шефот на советот Караџовски се огради од коментари за овој случај, бидејќи не е дел од комисијата. Колку што сум досега информиран, не е завршена расправата. Значи се уште имаат за работа пред да достават конечен извештај до сите членови на Судски совет на одлучување. Ставен под лупа од комисијата, но председателот на Врховниот суд Јова Вангеловски не се појави на седницата поради оправдани причини. Досега одложувањето во неколку наврати се одложуваше и заради неговото отсуство. Вангеловски дополнително ќе биде повикан. Расправата за судијата Ристо Катавиновски ќе се одвива посебно. Откако комисијата ќе ја заврши расправата, нивните заклучоци ќе се дадат на разгледување кај сите членови на Судскиот совет, за подоцна да одлучат дали и кои од судиите ќе бидат разрешени или не.